Со средби со просветните работници во основните училишта во општина Аеродром, Орце Ѓорѓиевски, кандидатот за градоначалник на Скопје од ВМРО ДПМН, ја почна посетата на оваа скопска општина. Главна тема на дискусијата, како што објасни Ѓорѓиевски, биле актуелните проблеми со кои се соочуваат наставниците и учениците, особено во делот на јавниот превоз, затоа што со недостигот од автобуси и честите дефекти кои предизвикуваат доцнење на превозот, значително ја отежнуваат редовната посета на наставата. Тој оствари средби со представници од угостителскиот сектор, при што разговараа за конкретни решенија за унапредување на условите за работа. Ѓорѓиевски им вети дека ќе назначи советник за угостителство кој ќе биде предложен од угостителите. Покрај овие средби, Ѓорѓиевски се сретна и со многу жители на Аеродром, а најмногу се разговарало за проблеми кои ги мачат, како што е превозот, хигиената, кучињата скитници, сообраќајниот хаос и друго. Договори за реализација на вкупно 21 проект за изградба, реконструкција и уредување на улици, патишта и јавни површини на територијата на Ѓорче Петров со вкупна вредност од над 280 милиони денари потпишаа Министерството за транспорт и општината. Оваа, како што ја нарече убава вест за ѓорчевци, ја сподели градоначалникот Александар Стојковски. Тој објасни дека ќе се реконструираат улици и краци во Хром, Волково, Орман, Кисела Јабука, Кучково, Стопански двор и Новосело. А ќе се уредуваат пристапни патишта, ќе се поставува улично осветлување и ќе се гради нова јавна површина со плоштад и урбана опрема. Сите проекти се одобрени во рамки на вториот јавен повик на владата на Република Македонија за финансирање на инфраструктурни проекти на општините. Нови јавни повици за 3 различни иницијативи распиша општина Центар. Првиот е за промоција на културниот идентитет, преку кој општината имаат намера да ги запознаат граѓаните со културното, уметничкото и историското богатство на општината, со тематски прошетки водени од кустоси, историчари и стручни водичи. Вториот објавен повик е за финансиска поддршка на проектот одбележување на настани личности, а третиот повик на одмор сум во Центар сум наменете за летни активности за најмладите, спортски, креативни, театарски и забавни работилници. Од општина Илинден информираа дека инфраструктурните активности продолжуваат во населеното место Јака, каде што во тек е финалната фаза од изградбата на сервисната улица 1. Во моментов се врши асфалтирање на коловозот, со што проектот влегува во својата завршна етапа. Проектот, според објаснувањето од Илинден, опфаќа изградба на коловоз со должина од 220 метри и ширина од 5 метри, како и тротоар со широчина од 1,5 метар од едната страна на улицата. Завршени се и подземните зафати, вклучително и изградбата на систем за фекална канализација, со што се создаваат значително подобрени услови за живот и комунална хигиена за жителите на овој дел од населеното место. Во периодот што следува, од општината најавија и поставување на улично осветлување. Во насока на одржување на хигиената и унапредување на животната средина, Ѓорче Петров во соработка со комуналниот пункт спроведе теренска акција за чистење на јавни површини на неколку локации во општината, информираа од општината. Акцијата опфатила детално расчистување на отпадоци на улиците Борис Сарафов, Христо Батанџиев и Јосиф Ковачев. Од општината апелираа сите граѓани совесно да се однесуваат кон заедничкиот јавен простор, да не фрлаат отпад и да дадат свој придонес во зачувувањето на чистотата и хигиената. На 10 јули во 15 часот и 30 минути при вршење на патрола на патот помеѓу Кадино и Миладиновци од страна на полициски службеници од единицата за интервентна полиција при СВР Скопје бил забележан црн чад, при што биле затекнати 2 лица кои имале запалено кабли во близина на дива депонија, соопштија од МВР. Со брза реакција пожарот бил изгаснат, а лицата приведени. Од МВР јавија и за приведување на тројца малолетници странски државјани, кај кои во близина на местноста Ајватовски рид, кај населбата Илинден, полициски службеници пронашле 2 шишиња со по 1,5 литар бензин, 2 петарди, запалка и течен лепак. Активни во моментов на територијата на цела Македонија се 7 пожари, под контрола се ставени 4, додека 27 се целосно изгаснати, информира Центарот за управување со кризи. Во Скопската околија активни се уште само пожарите во општина Чучар Сандево помеѓу селата Блаци и селото Горњани и во местноста Рамна шума.
Комплетно се изгаснати пожарите во Визбегово, каде гореше депонија, во Ѓорче Петров кај селото Орман, во Газибава кај Смилковското езеро, во аеродром на улица 3 Македонска бригада, во Драчево гореше сува трева кај селото Батинци. Со 3,5 милиони денари Бутел финансиски ќе ги помогне спортските клубови од општината. Овие средства се наменети за програмските активности на сите спортски клубови кои функционираат на територијата на Бутел. Together We Shine е насловот на официјалната химна на Европскиот младински олимписки фестивал што ќе се одржи во Скопје. Химната е музичка прослава на заедништвото, младешката сила и олимписките вредности, а ја изведуваат Лара Иванова, Јанг Дади, Александар Тарабунов и Сара Мейс. Музиката и текстот се на Роберт Билбилов, а режисер на спотот е Стефан Стиди.